Колега Стевананджија, парламентарното мнозинство одбра да молчи. Ај што не свика јавна дебата да се изјаснат сите експерти, правни и политиколози и јазичари, туку и тие одбраа да молчат. Но и малкуте од нив што вчера кажаа некој збор-два во репликите, укажуваат на тоа дека и самите тие констатирале одредени членови во законот, одредени членови, и практично тоа им е оправдувањето дека овој закон не е противуставен, значи се минимизира и се релативизира зборот противуставен, одредени членови не биле малку во согласност со Уставот. Какво е тоа малку или многу во согласност со Уставот? Или е во согласност со Уставот, или не е. Факт е дека овој закон е противуставен. Голем број на членови се противуставни. Ова не го говориме само ние, го говорат и оние малкуте експерти кои што собраа храброст да се јават на дебатни емисии и по социјалните мрежи. Мене навистина ми е жал што македонската јавност немаше можност овие експерти да ги слушне овде кај што треба. Треба да ги слушне овде, во законодавниот дом. И сега ние да бидеме нивни курири и да ги пренесуваме нивните зборови. Значи, еве, јас ке морам да цитирам делови од изјавата на академик Катица Ќулавкова, која што сите знаете, целата јавност знае, дека воопшто не го поддржува ВМРО ДПМН, напротив. Но таа вели дека овој предлог закон е противуставен и треба и мора да биде повлечен, без разлика на сите дилови кои што ги има направено Зоран Заев со албанските партии. Овој предлог закон, доколку ние сакаме да бидеме правна држава, подитно треба да биде повлечен од процедура и да се доработи. Значи, ние говориме овој предлог закон да биде доработен и да не се лаже од страна на представниците на власта. Еве, тука е представникот, неколку дена збор не кажа. Од каде му е бројката, која што во претходните реплики ја кажав, од каде им е бројката, која што проверивме на Eurolex, ја нема представникот на владата, еве си седи и си молчи и не кажува зошто и од каде е таа бројка која што ја нема на Eurolex. Го измислиле, излажале бројче и го ставиле бројчето која што го нема на Eurolex, само за да дојде тоа бројче со европско знаменце. Па срамота е, треба да бидеме сериозни, се работи за суштинска, чувствителна, сензитивна тема и треба да бидеме сериозни. Да довршам мислата, колегата, ама. Па кога ќе довршите мислата? Три мисли треба да довршите. Ајде вие довршувате мисла, веќе саат време. Благодарам.